почитувани колешки и колеги пратеници. Драга Илира, можам само да го поздравам вашиот говор и мојата реплика само била во насока на една поддршка за сето тоа што го кажавте. И ме радува тоа што денеска од колегите пратенички, не знам дека има и колеги пратеници, што демонстрираме една обединетост за еден ваков значаен закон. Апсолутно ќе се согласам во она што вие го кажавте, впрочем како тоа што истото го вели Рут Баден Гинзбург, која што се залагаше дека жените треба да бидат присутни на сите места каде што се носат политики, односно во секој процес на носење и креирање на политики. Во врска со овој закон би сакала да изразам и на задоволство исто така, тоа би било некој на дополнување на сите мои претходни говорнички. Се донесе или целата дискусија започна токму кога течеше кампањата на UN Women за спречување и заштита од родово базирано насилство. Знам дека голем дел од нас се приклучивме по таа кампања и еве со носењето или давањето на поддршка на оваа кампања, впрочем ние како држава придонесуваме за намалување и спречување на ова на семејното насилство или родово базирано насилство. Исто така нешто што сакам да го потенцирам овдека и да упатам на благодарност е до Комисијата за еднакви можности, клубот на пратенички кој што успеа да демонстрира соработка и ја организира јавната расправа подносно овој закон, со кој што навистина демонстрирав, ни покажавме пример како треба да се носат законите во собранието. Тоа е еден инклузивен, транспарентен процес во кој што посебна додадена вредност на овој закон навистина доби со вклученоста на невладиниот и граѓанскиот сектор, но и представниците од меѓународната заедница. На самиот крај, еден апел, но и поддршка до министерката која што е тука присутна. Имате нашата поддршка и како пратенички, но и како пратеници, да навистина го имплементирате овој закон во целост. Ние ви стоиме тука за поддршка и за соработка, бидејќи станува збор за тема која што не засега сите нас. И навистина се надевам дека и во иднина за вакви теми ќе имаме еден ваков транспарентен, инклузивен процес, каде што ќе го подобриме сите заедно квалитетот и текстот на законот и особено ви посакувам среќа и поддршка во обезбедувањето на вистина на финансиски средства, затоа што реално доколку овој закон не добие и финансиска поддршка, тука за жал би имал на вистина посериозни предизвици во неговата имплементација, а јас искрено верувам дека кога извршната власт ја види оваа поддршка за овој закон токму од сите пратеници, ќе биде дополнително охрабрена да ги обезбеди средствата. Ви благодарам. Благодарам. Има реплика пратеничката